Европските перспективи на младите и состојбата со младинските политики во земјава. Кои се најголемите предизвици и проблеми на младите кај нас? Како тие да се надминат? Што правиме со иселувањето? Каква е состојбата во другите земји од регионот? Разговараме вечерва со релевантни гости и експерти на темава. Останете со нас. Додека земјава е заглавена на евроинтеграцијскиот пат веќе 17 години откако доби кандидатски статус за членка на ЕУ, вкупно 460.000 македонци денес се граѓани на некоја европска држава со документи, трагајки по европските вредности надвор од земјава на секое поле, особено на економски план. Од нив, речиси 180.000 наши граѓани денес се европјани со државјанство, додека пак дури 280.000 македонци живеат во некоја европска држава со дозвола за престој. Од оние со добиено државјанство од 2005 година до денес, како што е познато, најмногу се со бугарско. Потоа следуваат Италија, Швајцарија, Германија и Австрија. Според податоците на Евростат, најмногу дозволи за престој пак, заклучно со лани, на македонци има издадено Германија, а потоа Швајцарија, Италија, Австрија и Словенија. Најголем дел од дозволите за престој се работни. Според возраста, во оние што бараат и добиваат дозволи за престој во странство, доминираат млади луѓе, кои својата перспектива повеќе ја гледаат надвор од државата. Овие загрижувачки трендови ни ги потврдуваат и луѓето што посредуваат при наоѓање работа во странство. Зоран Кочовски е собственик и директор на компанијата Коузон, позната по тоа што веќе 25 години регрутира млади луѓе за работа надвор од земјава. Тој вели дека негативните демографски трендови особено се изразени последните десетина години. Екзодусот на иселување на македонците започна во периодот од 2011 до 2013 година. Тоа се знаците кои во тој период не можевме да ги препознаеме дека ќе дојдат до нивото до кој се денес, но денес е трагична ситуацијата затоа што голем дел од популацијата, поготово младата популација, не се наоѓа себе си во Македонија, не заради други причини. Платите во Македонија почнуваат да растат. Едноставно чувствуваат дека нема стабилност во државата, нема стабилност и функционалност на општествените институции и најмногу мислам дека иселувањето се должи на еден револт на политичката ситуација во Македонија. Што се однесува на моменталната ситуација и каков е интересот за работа во странство сега, Кочовски одговара. Многу поголемо заминување. Многу поголемо заминување. Трендот, ако порано беше, не кажам, сезонската работна миграција, сега таа е исто така доминантна, но многу поголем е процентот на лицата кои заминуваат без да се вратат. Тој процент е далеку поголем во споредба со сезонската миграција. Македонија секогаш имала сезонска миграција. Во годините помеѓу 2000 и 2005 и 2008 имавме околу 15 до 20.000 лица во просек кои сезонски мигрираја. Оваа година тој број е некаде околу 8.500 лица сезонски, но предпоставката моја е дека над 15.000 перманентно се иселуваат. Што значи за десетина години ние би имале повторно околу 100 до 150.000 луѓе кои би пробале да се иселат од државата. Се дали некој ќе се врате? Тоа е веќе прашање за кое за жал во моментов немаме одговор. А на прашањето кај кои категории на граѓани има најголем интерес за работа и живење во странство, дали кај помлади или повозрасни, вработени или невработени и со какви квалификации сакаат да ја напуштат земјава, Кочовски вели. Сите, буквално сите. Трагедијата е тоа што покрај таа популација која е продуктивна од 35 до 45 или 50 години, ние сега имаме доста и пензионери кои бараат работа. Чи бараат работа безусловно да заминат за да им помогнат на фамилиите кои пак немаат можност да заминат заради одредени причини од Македонија. Пак ќе кажам, нема граници. Она што лично го знам од нашето искуство, ние имаме доста и баратели на работа за иселување од државата на лица кои се вработени во државната администрација. Верувајте ми дека и државната администрација за која имавме некаква предпоставка или мислевме дека никош нема да бара некој друго вработување, масовно даваат откази и од државната администрација и државните службеници се иселуваат од Македонија, односно некои имаат некоја државна работа или плата. Во последно време евидентно е зголемување и на интересот на младите да студираат надвор од земјата.
Според податоците на Евростат, околу 1800 студенти лани се запишале на студии во некоја странска држава, а половина од нив во Турција. Потоа следуваат Бугарија, Словенија, Австрија, Италија и Швајцарија. Кочовски потврдува дека интересот за посредување при запишување на студии е исто така голем. Студирањето во странство е присутно долги години, но не само од нас како посредници кои запишуваме или помагаме при запишувањето. Тука се три фактори инволвирани. Прво, одредени држави, европски и, да кажем, од нашето окружување, имаат своји фондации кои повлекуваат еден добар дел на млада, да кажем, популација која има голем потенцијал, и тоа се нивни национални стратегии. Ако, да кажеме, ја земеме во предвид Словенија. Словенија добива од Балканот годишно од 3 до 4 илјади студенти. Предпоставете која е тоа сила на работа, која е работна сила која ќе остане во Словенија, затоа што Словенија како држава им нуди. Истото сега го копира и Хрватска. И Хрватска почна да станува популарна дестинација. Да не зборувам за другите држави. Вториот начин на заминување на студентите на школување во странство се одвива преку форма на стипендирање на самите универзитети, затоа што универзитетите, за да бидат рангирани во светските образовни листи, мора да имаат студенти од странство. И третата форма е таа форма во која можеби ние најмалку учествуваме, каде што добар дел од студентите ради тоа што чувствуваат дека ако имаат образование стекнато во тие држави ќе бидат подобро евалуирани при барањето на работа или излезот на работната сила на трудот, земаат одредени кредити и заминуваат на школување во странство. Значи, тоа се тие три категории. За да се спречат или ублажат овие трендови, Кочовски вели дека властите мора да направат национална стратегија и да спроведат реформи што ќе ги задржат младите повеќе во својата татковина, од школските клупи па се до работните места. Стартен чекор кој треба да се направи е анализа на потребите од работна сила во Македонија. И преку таа анализа да се дојде до заклучок што на нашето општество ни треба. Затоа што ако продолжиме со грешното образование и форсирање само на образование од општествените дејности или услужните дејности, Македонија ќе остане без работна сила во многу индустрии. Ако тоа се случи и констатираме дека немаме работна сила, треба час поскоро да увезуваме работна сила. Увезувајќи работната сила, го задржуваме финансиската стабилност на компаниите, кои давајќи поголема плата, ќе може да бидат конкурентни на платата која даваат некои фирми на запад, значи да повлечеме дел од нашата популација. Вториот момент, јас ценам дека некои политики кои беа во минатото, со подпомагање на младите да купат стан, со субвенционирање во превработувањето, прво обработување и така натаму, се исто така добре дојдени. Тоа би го спречило. Но генерално, државата мора да создаде економска криза за раст на индустријата, и да кажем приватниот сектор, и приватниот сектор да не се третира како црна овца во општеството од страна на државните институции, затоа што тие може да вработат многу повеќе како бројка, или ние можеме да вработиме многу повеќе како бројка и можеме да ги платиме работниците многу повеќе од колку што ги плаќа државата. И така ќе создадеме една клима во која некој ќе се размисли дали ќе работи за 1500 евра во Германија или за 1000 евра во Македонија. Дека земјава го губи работоспособното население, покажа и неодамнешниот попис, според кој денес во Македонија има околу 172.000 луѓе помалку на возраст меѓу 15 и 64 години отколку пред 2 децении. Добар ден, Блажен, благодарам што сте дел од нашата емисија. Фала на покана. Зборуваме за една многу важна работа, тоа се перспективите на македонските млади. Како би оцениле состојбата со младинските политики во моментов? Прашањето е генерално, но мислам дека добро е за вовед. Па генерално во моментов се одвиваат доста важни процеси. Се креира новата стратегија за млади, која што би требало да започне следната година со имплементација. Во 2020 беше донесот законот за младинско учество и младински политики. За жал со ковид кризата се одложи одредени процеси при имплементација на самиот закон. Но генерално политичката, односно кога зборуваме за полиси делот, државата е на добар пат за остварување на одредени права на младите. Но мислам дека генерално земено
перспективите не се многу поразлични од изминатите години. Жал државата се уште не инвестира доволно во младите, во младинските форми на организирање, како на пример во предлог буџетот за следната година Агенцијата за млади и спорт има 23 милиони денари, 2022 имаше 31 милион денари буџет. Сакам да кажам, генералната ситуација е дека државните институции, иако имаат политички и политики кои што треба да се имплементираат, се уште на релативно ниско ниво инвестираат во имплементацијата на истите. Значи, веројатно, како и во сите други полиња, од аспект на легислатива стоиме добро, меѓутоа кога ќе дојде до примена, тука се јавуваат проблемите. Каде поконкретно можете да ги лоцирате овие проблеми? Па прво веќе споменав, од една страна се финансиските средства и како се имплементираат истите. Втората работа е дека многу повеќе треба да се инвестира во државните институции, како државните институции соработуваат со младите. Тоа значи градење на капацитетите, адаптирање на новата реалност и очекувањата кои што ги имаат младите и потребите. И трето, значи, промена на размислувањето во рамки на институциите, тоа почнува од самите министри или директорот за Агенција за млади и спорт, но и другите државни институции како гледаат на младите. Бидејќи мислам дека во последно време многу повеќе ги гледаме како проблем, бидејќи се заминуваат, отколку како потенцијал кој што треба да биде остварен во нашата држава. Да, го споменавте заминувањето, ќе се навратиме на тоа, мислам дека е клучна тема. Од аспект на проблемите, вака ги објаснивте секторски, да речам, каде се случуваат, меѓутоа што е она што најмногу ги мачи младите во разговорите со нив што ги имате? Дали е тоа, не знам, партизацијата на државата, клиентелизмот, можеби економијата, нивната невработеност и така натаму? Па не е само одлични разговори, него и самите истражувања со младите покажуваат дека еден од главните проблеми е корупцијата. Вториот проблем е економската состојба, односно неможноста да се остварат економските очекувања во државата. Третиот главен проблем е образованието, односно квалитетот на образованието кој што го имаме во Република Северна Македонија. Така што големи проблеми кои што немаат едноставни решенија. Не можеме сега ние за една година да одлучиме, дури да имаме политичари кои што би сакале да направат нешто повеќе и да знаат да направат нешто повеќе во однос на овие проблеми. Нема магично стапче кое што може да ги врати оние 30 години на грешки, клиентелизам и корупција кои што се случуваат во општеството. Така што државата мора да има многу посериозен пристап кон сите овие теми, за да не си заминуваат младите, да ја видат својата иднина во нашата држава и да видат дека може да го достигнат својот целосен потенцијал во Македонија. Да, има поразителни податоци навистина за бројот на млади кои што се иселуваат и кои што својата иднина ја гледаат надвор. Друг аспект е како овие луѓе кои што веќе се отидени таму, особено кога се работи за образование, да се вратат назад. Значи како државата да ги привлече. Вие споменавте дека нема магично стапче, меѓутоа кои се фактори мислите дека се клучни и како таа соработка меѓу општествените фактори да се интензивира? Па прво мислам дека државните институции треба да покажат отвореност за оние луѓе кои што се во процес на дообразование во странство и да бидат конкурентни во нивното апсорбирање, односно да им понудат платформа каде што можат тие млади образовани, високо образовани луѓе да се вклучат во креирањето на политиките и во обслужување на граѓаните во државата. Без тоа, мислам дека е навистина тешко да бидеме атрактивни како држава за луѓето да се вратат, особено младите. Второ, треба да покажеме дека инвестираме во луѓето. Односно, оние кои што се враќаат, има различни држави со различни политики кои што стимулираат враќање на своите граѓани назад во државата, дали е тоа преку одредени финансиски бенефити или даночни улеснувања, за кои што имаше дискусии во изминатите години, но реално не беа на тоа ниво за младите да осетат дека стварно може да се направат такви промени. И трето, мислам дека треба да покажеме дека општеството дека растеме како општество. Не дека сме затворени во некој круг на корупција и клиентелизам и дека нема излез, туку напротив дека имаме храброст како општество да ги надминеме овие проблеми и отворено да зборуваме, не само да се кривиме
односно како што тоа го прават партиските лидери едни со други за кој што направил, туку да покажеме без разлика на кој што направил. Многу е поважно да гледаме кон иднината и што можеме да направиме во иднината за да излеземе од овој круг на од една страна чекање на пример Европската унија да ни ги реши проблемите, наместо ние директно да се впуштиме во решавањето на очигледните проблеми пред нас. Апсолутно. Го споменавте клиентелизмот, корупцијата и нашата потреба да растеме како општество, но нели општеството е составено од индивидуалци. Како до вака силни индивидуи, како младите да пораснат самите прво во силни индивидуи за да може да се изгради едно силно општество, имајќи ја предвид големата апатија која што се јавува и кај повозрасните групи, но особено кај младите и нивната, како да речам, затвореност за политички ангажман. Не мислам дека станува збор за апатија. Јас лично многу често го избегнувам зборот апатија, бидејќи не е класична апатија. Не е дека младите не сакаат да учествуваат, сакаат, но учествуваат на многу поразличен начин од она што сме навикнати во можеби по старите генерации во однос на тоа. Така што мислам дека треба да размислиме каков е нашиот демократски систем генерално, дали е доволно атрактивен за младите и нивното традиционално учество, гласање, да представувате одредена сопствена група, да учествувате во политичките процеси, или ќе бидеме можеби поотворени во однос на тоа на кои млади луѓе им даваме шанса. Каде почнува силната индивидуа, тоа почнува со образованието. Ако не инвестираме во силно образование, ако не инвестираме во младите кои што се во образовниот процес и не им го дадеме потребното знаење што е демократија, какви се процесите, како се одвиваат процесите во една демократија, тогаш не треба да ни изненадува и сегашните бројки во истражувањата, каде што се помал број на млади луѓе излегуваат да гласаат, имаат многу ниска доверба во институциите и создаваме не само што имаме 30 годишни проблеми со клиентелизмот, корупцијата, туку ќе имаме и проблем со довербата и учеството на граѓаните во демократските процеси. Така е, последните избори, ако не се лажам, во Тетован или локалните, мислам дека околу 1/3 беше вкупниот број на гласачи, што апсолутно ја подрива и демократијата на свој начин, ако имаме ние лидерство избрани со само 30% од гласачите. Младите се помалку учествуваат и во партиите како членови, се помалку се зачленуваат. Ако ги трнеме партиските подмладоци и партиите како форма на политички ангажман, кои други алатки им се оставени на младите за да можат да бидат гласни? Да. Во Законот за младинско учество и младински политики има една одредба која што ги регулира локалните младински совети. Идејата на тие локални младински совети е млади избрани од страна на формите на организирање во одредена општина да избираат своји представници кои што ќе бидат гласот на младите во општината. Еден од механизмите, односно државните механизми, институционален механизам е на тој начин да ги вклучите младите луѓе, каде што директно при работата и одлуките кои што се носат во името на граѓаните на одредена општина, да се внесе и младинскиот глас во работата. Втората опција е младите да ги ангажираме што повеќе и да им даваме можности во граѓанскиот сектор, односно во младинските форми на организирање. Без разлика дали станува збор тоа за подмладоци на политички партии или граѓански организации кои што се базираат на Законот за фондации и здруженија на граѓани. Но имам чувство дека што е и ние да направиме како држава и општество, не сме доволно убедливи дека работите можат да се променат. И тоа е еден од обесхрабрувачките потези кои што младите ги гледаат. Таа изгубена доверба практично. Практично изгубената доверба и несакањето ниту да пробаат да променат нешто. Оно што е и трето многу специфично во нашиот случај, во нашиот политички процес е дека многу често политичките партии не се ни атрактивни за, да ги наречам, најдобрите млади, највисоко образованите млади, туку е повеќе систем за социјална еманципација, односно излегување на виделина на оние проблеми кои што ги имаме, како што е сиромаштија, низок стандард на живот, и каде што младите можеби, особено од кои што не се можеби во социјални кругови кај што може да осозреат,
ја користат партијата за начин да стигнат до едно повисоко ниво во Што нема многу врска со идеологија, ќе се согласите ли со... Па и тешко е да се види некогаш и да, мислам во теорија идеологијата во политичките партии е исклучително важна, но мислам дека во македонскиот случај таа се помалци и се губи. Вие имате политички партии кои што, ако го видиме политичкиот спектрум, многу често знаат да бидат на слични ставови во одредени политики, така што идеологијата кај нас за жал се помалце е и видлива. Така, овие проблеми за кои што зборуваме не се карактеристични само за Македонија, значи фактот дека младинските предизвици се и регионални и на ниво на Европа, па и глобално. Какви се вашите сознанија и соработката што имате со младинските организации од регионот? Ги споделуваме ли овие проблеми, бараме ли заеднички решенија можеби? Проблемите во регионот се многу слични, и од политички аспект, и од институционален аспект. Значи, вложувањето во младите во регионот, ако ги земеме и другите 5 Western Balkan 6 држави, се релативно слични. Значи, инвестицијата во младите е релативно мала, некои држави се подобри од другите, но генералното чувство на младите дека не можат да променат нешто е секаде. Иселувањето исто. Иселувањето апсолутно. Така што тие регионални проблеми бараат и регионално решавање. Кога веќе спознаваме дека проблемите се заеднички, е од корист да има разговори помеѓу државите и помеѓу младите за тоа како да се оди напред. И затоа мислам дека регионалната канцеларија за млади, која што е меѓународна организација која што е составена од државите, но и од младински представници, каде што се инвестираат финансиски средства во размени на младите на Западен Балкан, без разлика дали станува збор за образование, односно училишта, или станува збор за млади од организации или на различни теми кои што ги интересираат младите. И веќе 6 години покажува резултати дека младите, кога ја имаат платформата, може да се направат промени и да се достигне ново ниво на нивно учество. Во однос на Европа, она што е интересно е дека не е Македонија, односно Северна Македонија, единствен пример каде што младите губат интерес во традиционалното граѓанско учество. Ако ја земеме на пример Велика Британија и Брекзит, многу беше интересно да се забележи дека на самиот ден на референдумот релативно мал број на млади излегува да гласаат, односно традиционална форма на изразување и учество. Што се рефлектираше на резултатите потоа, зашто апсолутно. А од друга страна, следниот ден токму младите беа оние кои што протестираа против Брекзитот и резултатите на референдумот. Така што стигнуваме во една фаза на општеството каде што живееме толку како млади, живееме толку брзо, што многу често не звучи атрактивно и звучи комплицирано да се учествува во политичкиот демократски процес. Но политиката учествува во нашиот живот, сакале ние или не. Која за крај би била вашата порака и до младите? Начнавте неколку можни решенија или некои добри позитивни практики и примери, но еве вака да сублимираме, значи некоја порака и до младите и до институциите кај нас. Пораката до младите би ми била дека најголемиот греф и најголемата услуга која што можеме да им ја греф за нас самите, а најголема услуга на политичарите која што можеме да им ја направиме, е целосно да изгубиме доверба и да допуштиме без нашиот глас да се носат одлуки. Пред се, бидејќи често исто така флоскула на политичарите дека иднината останува на младите, но иднината се крои денеска. Ако ние денеска не учествуваме и ги предадеме коцките и механизмите само на политичарите, тогаш мислам дека само им правиме на нив услуга, а не на самите. Што повеќе сме активни, што повеќе ги користиме можностите да учествуваме, да се дообразуваме и да даваме нови предлози за како да се решат одредени општествени проблеми, толку подобро иднина и нас ке не чека, но и го трасиме патот за следните генерации да учествуваат и да ги следат тие патишта. Во однос на политичарите и институциите, мојата порака би била да ги слушаат повеќе младите, но не на оној типичен наш општествен начин каде што ти си млад, сега ја ќе ти кажам како треба да направиш, туку изразно да ги почитуваат ставовите на младите.
Можеби не сме толку искусни како постарите политичари, но и текако имаме идеи за како може државата да оди напред, како можат политики да се донесат и да се имплементираат од институциите за да биде подобро на сите граѓани во државата. Благодарам, Блажан, за овие пораки и за овој разговор при крајот на 2022. Ќе ја следиме состојбата со младинските политики 2023, па се гледаме повторно во следна прилика. Фала ви многу за поканата. Земите од регионот недвосмислено го имаат трасирано својот пат кон членство во Европската Унија, иако е крајно неизвестно кога оваа политички стратешка определба би можела да стане реалност. Дали зголемените закани од пренесување на конфликтот во Украина кон европските граници ги зголемува шансите за побрз влез на Западниот Балкан во европското семејство? Го менуваат ли европејците ставот кон идните проширувања? Кои ќе бидат идните земји членки на ЕУ? Овие прашања се отвараат како логични по неодамна објавените резултати од истражувањето спроведено во изминатите неколку месеци од страна на Европскиот фонд за Балкан, Советодавната група за јавни политики Балкан во Европа и Дипарт за ставот на холандските граѓани за проширувањето, кое е доста позитивно по однос на ова прашање. Авторите на студијата велат дека позитивно променетиот став на граѓаните е важен сигнал за политичарите и намалување на нивниот страв дека ако решат да тргнат во овој правец, нема да бидат казнети на избори. За жал, Срđan Cvijić, член на Балканскиот центар за безбедносна политика, кризата на релација Украина-Русија вели дека може да има забрзувачки ефект во оваа насока. To je donekle razlog za ovakvu promenu raspoloženja. Taj rat u Ukrajini je neka unutrašnja mobilizacija u Evropi i mislimo da je verovatno to imalo uticaja da se stavovi kada je reč o proširenju kod građana Holandije poprave. Sad, da li će to biti u svim zemljama članicama, da li će to dovesti do ubrzanijih procesa. Ja bih bio tu onako umereni optimist. Mislim da postoji realizacija da ovo treba da se uradi, da ne može ovako u nedogled da traje taj proces, ali takođe mislim, kao što smo videli u vašem slučaju i kada je reč o Bugarskoj, da će biti brojnih prepreka, čak i ako se donese odluka na nivou EU strateška da se ide u tom pravcu, taj put nikako neće biti lak. Тој вели дека не може да прогнозира која ќе биде следната земја членка на ЕУ и дали ќе бидат повеќе од една, но поместувањата нема да се случат без промени во начинот на одлучување во Советот на Европа во поглед на надворешната и безбедносната политика. Bio bih umereni optimista kada je u pitanju proširenje. Da mi treba da ispunjamo uslove, ali su oni dobri za nas, građane, da nam obezbede neki predvidljiviji, bolji život, naravno članstvo EU je bitno i treba ka njemu da stremimo, ali ne treba samo zbog toga da ispunjamo uslove, nego zbog nas sami. Аналитичарите се недвосмислени дека одговорноста за интегрирање на земјите од Западен Балкан во ЕУ зависи од исполнувањето на критериумите, но и од политичката волја во постојните членки и степенот на нивно познавање на процесот на проширување. Затоа што, како што потенцира Тајс Рутен, член на Европскиот парламент, бенефит од проширувањето ќе има и самата Европска Унија. On the other hand, I'm not surprised because I believe that if you get the time to explain also to many Dutch citizens why it is important not only for the people in the Western Balkans to be able to join our community of values, but why it's also important for the Netherlands itself, why we can benefit from it, because we will benefit from a larger zone of democracy and stability. We will benefit from easier access, easier trade, easier communications in the whole European Union. And third, maybe most important, we will benefit of a stronger bloc, because in this world, it's a geopolitical necessity to have as strong and big as possible bloc of democratic and states that are based on the rule of law, based on our values. Ако се суди според изјавите на актерите директно вклучени во носењето одлуки во ЕУ, патот на Република Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија до Брисел е доста долг, поплочен, со добри намери, но и со голем број на реални пречки.
Затоа и сите го потенцираат моментот за исполнување на условите поради самите себе, што може да биде доста демотивирачки и дополнително да го забави процесот на евроинтеграција. I understand that for the people it must be frustrating and their patience is being put to a test. But in the end, what's important is that as European countries, that we work together, we grow together, and we come together, because only together we'll be stronger. But I know it takes a lot of time. I think it's important to carry on, to keep communicating, and to keep listening to each other. And I know that in these big administrative, legal processes, political processes, it can be very frustrating. But what we should always bear in mind is the interest of the people. And the people who connect to people, and the people in whose interest it is that an economy grows, that a country adopts Western and European values, and that's in the end the progress that both European Union and candidate countries that aspire to become a member of the European Union should bear in mind. Се препознава значајниот придонес на младите во развојот на поинклузивна, правична, одржлива и праведна иднина и се оддава признание на младите што секој ден од својот живот го посветуваат на создавање подобар свет, стои во заклучоците кои ги одобри Советот на Европската Унија, а во однос на младинскиот акцијски план за ангажирање на младите во надворешното дејствување на ЕУ 2022-2027. Советот во заклучоците ја истакнува и важноста на поддршката на глобалните напори за универзална здравствена покриеност на младите, вклучително и во областа на менталното здравје, како и значењето на поддршката на инклузивната мобилност на младите луѓе ширум светот. Воедно, Советот на Европската Унија во заклучоците поврзани со младинскиот акцијски план ги повикува Комисијата, Европската служба за надворешно дејствување и земјите членки значајно да ги вклучат младите луѓе ширум светот во сите фази на креирање политики, програмски циклуси, иницијативи и политички диалог, поврзани со надворешното дејствување на ЕУ и незините земји членки. И покрај неповолната глобална состојба, една од најистакнатите програми на ЕУ, програмата Erasmus+, била извор за поддршка на скоро 19.000 проекти со учество на над 70.000 организации, покажува годишниот извештај на програмските активности на Erasmus+ за 2021 година. Според извештајот, преку програмата Erasmus+ во 2021 година, можност за мобилност добиле 648.000 ученици и студенти, персонал и млади лица, вклучително и најмалку 65.000 лица со мала можност за мобилност. Инаку извештајот беше представен минатата недела за време на прославата на 35 годишнината на Erasmus+, програма во која од создавањето во 1987 година до сега биле вклучени скоро 13 милиони луѓе. Erasmus+ нуди можност за соработка и мобилност на ученици и наставници во училишното образование, во стручното образование и обука, високото образование и образованието за возрастни, како и проекти за научници, млади, лица кои работат со млади, а од 2023 година и за спортски тренер. 2,8 милиони лица со образование од областа на информатичко-комуникацијски технологии работеле во ЕУ во 2021 година, што е 3,3% повеќе отколку во 2020, покажуваат последно објавените податоци на Статистичката агенција на Европската Унија, Евростат. Според податоците за 2021 година, мнозинството од лицата со ИКТ образование кои се вработени биле млади. По-конкретно, повеќе од 2/3, односно 67,5% од вработените лица со ИКТ образование биле на возраст од 15 до 34 години. Разгледано по земји членки на ЕУ, во скоро сите земји членки мнозинството, односно над 50% од вработените со ИКТ образование се млади. Највисок удел е регистриран во Словачка и Хрватска, каде 82% од вработените со ИКТ образование се млади на возраст од 15 до 34 години, а најнизок во Финска, и тоа 49,5%.
Со цел создавање на иновативни, енергетски ефикасни соларни возила, како инспирирање на пазарот и општеството да ја забрзаат транзицијата кон поодржлива иднина, и во мобилноста и во енергијата, тимот 16 ентузијасти и амбициозни студенти од еден технолошки универзитет во Холандија создаде, како што самите ја нарекуваат, самоодржлива куќа на тркал. Се работи за камп возило, прв во светот мобилен дом на соларна енергија. Соларната енергија која се собира преку панелите поставени на кровот на возилото е единствената енергија која се користи за погон на моторот и за напојување на сите инсталирани уреди. Возилото е опремено со кревет, софа, кујна, бања со туш, тоалет. Просторот во возилото е доволен за 2 лица кои таму може да готват јадење, гледаат телевизија и сето тоа со користење на батериите кои се полнат со соларна енергија. Кога возилото е паркирано, покривот може да се подигне, што овозможува поголем внатрешен простор за патниците. Возилото има маса од 1700 кг и е со сите безбедносни стандарди во случај на незгода. Со него може да се патува до 600 км кога батеријата е целосно наполнета, дури и во ноќ и кога е облачно. Кога е ден и сончево, возилото може да помине дополнителни 130 км. Максималната брзина на возилото е 120 км на час. На темата посветена на младинските политики и состојбата со младите кај нас, ќе се навратиме повторно набрзо. Ве поздравуваме од Маврово, од каде ви најавуваме на интересна емисија за после празниците, посветена на состојбата со националните паркови во земјава. Следете на